Минатата проповед ја завршив на крајот со една мисла и многу пати сум ја кажал дека сите не сме исти овдека. Очигледно е дека не сме сите исти. Меѓутоа, по многу што реков дека се разликуваме во еден духовен контекст. И говорев дека и да сакаме да бидеме исти е невозможно, бидејќи сите сме на најразлично духовно ниво. И тоа не е спорно, меѓутоа реков дека многу е важно да запомниме сите дека добро е да бидеме во динамика. И најважното нешто, го немаше пастор Мите, во однос во еден спортски жаргон, кога се дигаат тегови или било кој што се занимава поинтензивно, би рекол со некаков спорт. Резултатите се бавни, но се сигурни и тоа само ако има континуитет. И тоа го говорев минатиот пат во контекст дека не е важно и не можеме сите исто да раснеме духовно, не е важно кој колку чита, меѓутоа важното е секојдневно да се храниме со Словото Божјо. Равно е секојдневно да имаме комуникација со нашиот Создател. Така да имаме еден континуитет. Ова па го говорам, се надевам, бидејќи техниката ни овозможува да се знае што ќе се говори секоја недела, секоја проповед однапред. Така да верувам и знаете што сме говореле минатата проповед, докаде сме дојдени и се надевам дека вечерашниот текст ви е познат или дека го имате прочитано. Многу кус фрагмент би рекол од првата глава, само 4 стиха има оваа вечер од 15 до 18. И многу е интересно што ќе говорам за некои 3 лика или мојата вечерашна проповед или беседа ја насловив да внимаваме каков пример оставаме. И едниот е Онисифор, како што прочита Боријан, другите двајца се Фигел и Ермагел. И тие се двете супроставени страни за кои сакам оваа вечер да говорам. И има една многу позната приказна за неделното училиште, кога тој што го водел неделното училиште на децата им дал да пишуваат половина час за ѓаволот и половина час да пишуваат за Господ Исус Христос. И после во 10 минути секој да излезе и да прочита кој што направил. Едно детенце излегло, рекло, јас не напишав ништо за ѓаволот, него цел еден час пишував само за Господ Исус Христос. Идејата така да, ако се подсетиме наназад што оваа прва глава од второто послание на апостол Павле до Тимотеј ни говори, ако ги имаме в предвид и првото и Тит, ги разгледувавме, реков, во еден хронолошки ред, како пасторални посланија, и кажав дека ако по нешто ова второ послание на апостол Павле до Тимотеј се издвојува, тоа е по чувствителност и по таа негова изразена љубов кон неговото чедо, кон неговата загриженост. И секој пат велам треба да имаме во предвид каде се наоѓа апостол Павле, каков е неговиот контекст, за да може да разбереме и она што го разгледувавме во овие 3-4 проповеди, бидејќи оваа вечер ја завршуваме првата глава. Говоревме за целта на Божиот повик, за стравот спротивен кој што е на верата и за сигурност и доверба од минатиот пат. 15 стих вели: го знаеш тоа дека од мене се одвратија сите азици, меѓу кои Фигел и Ермоген. Многу малку ни се кажува или скоро воопшто кои се овие луѓе. Ја би рекол дека не е ни толку многу битно кои се луѓето, него важно е дека од текстот гледаме дека овие луѓе, како што вели апостол Павле, се негови лични соработници. Важно е да знаеме дека од тоа што ни го кажува текстот, дека овие двајца луѓе
биле блиски соработници на апостол Павле, ако ја продлабочам мислата, дали би шпекулирал, може би биле и луѓе кои што го ширеле евангелието, може би биле луѓе кои што го проповедале евангелието. Меѓутоа исто е многу, би рекол, чудно ако го имаме повторно целиот контекст пред нас и ако го прочитаме ова како што започнува овој 15 стих, го знаеш тоа дека од мене се одвратија сите азици, просто ве тера да се замислите можно ли е да се искажат вакви едни зборови. Можно ли е за човек како апостол Павле да пишува вакво нешто. Бидејќи е зачудувачко и за нас денес, кога би го имале, нели, овој контекст на апостол Павле, кога би го разгледале во денешни услови, колку години, ајде, како да кажам, млада црква сме, нели, ајде 11 години, но има луѓе и говориме со работници кои што преку целото време работат и се трудат во изградувањето на црковното заедништво. Ова сето го говорам бидејќи ако се замислите дека апостол Павле е во римски затвор, ако земете да пуштите едно писмо од Рим преку Јадранско море, па би дошло некаде таму до западниот дел на Грција, па малку по сувоземен пат да излезе на другата страна, на источниот, па преку Егејско море да дојде во Ефес. И уште би рекол запрепастувачко е што овој човек од едни вакви услови, од римски затвор, ќе видиме ние во натамошното разгледување во останатите глави, јас кажав во претходните мои проповеди, многу е свесен апостол Павле дека нема да излезе овој пат од овој затвор. Многу е свесен дека ова му се можеби последните од бројани денови на апостол Павле и многу пати говорам и се трудам да бидам во состојба на апостол Павле и сум кажал многу е тешко кога е вашиот личен живот загрозен, кога вие самите се наоѓате во една таква ситуација да мислите за вашите верни луѓе кои што сте ги оставиле во Азија, а да не говорам, нели, за 7 цркви во Мала Азија, за сето она што го има претходно направено апостол Павле во еден ваков контекст. И стварно е зачудувачки, не само тогаш, него и денеска, јас велам нема споредба, но некако сакам да се почувствувам, нели, не би можел да кажам во кожата на апостол Павле, но во една ваква ситуација, кога имате некои соработници и кои што постојано работите и имате една определена цел, ова е застрашувачко. Понатака во текстот ќе видиме дека лојалноста е многу суштински елемент за нас, луѓето би рекол како вид. И тоа се провлекува во секој еден однос како луѓе, како пријатели, како маж и жена, како родители и деца. Лојалноста е многу важна. Ако нешто нас само вметнувам во животот не иритира, ако нешто не поттикнува и не налутува, тоа е кога ќе биде изиграна таа лојалност. Тоа е кога ќе се почувствувате дека таа лојалност некој сака да ја изигра. Во ваков еден контекст, има овдека Фигел и Ермоган, текстот вели се оддалечува или се одвратиле од апостол Павле како следбеници, што зборам, како луѓе кои што, за да некој би рекол се одврати од тебе, за да некој се одвои од тебе, многу е природно, многу е нормално да тој некој бил со тебе. Многу е нормално од текстот да видиме дека имале, што мене ми е важно да истакнам, дека имале длабока соработка. Дека имале не само длабока соработка, дека биле, би рекол,
пријатели во една навистина длабока смисла. Да некој пишува вака, да вели дека се одвратиле и да, ако го имаме повторно ќе кажам сето она кое што го говоревме, наназад што му говори апостол Павле, не треба да ги заборавиме дека ова е во самиот тек на најголемите гонења на Нерон. Не треба да заборавиме дека Нерон и јас во изминатите проповеди говорев дека не можам да најдам вистински збор како да го окарактеризираш Нерон и сето она што тој човек го правил. Не само што ги убивал христијаните, многу по-лошо е што самите христијани ги подложувал на многу малтретирање пред да ги убие. И текстот продолжува и вели: Господ нека му даде милост на домот на Онисифора, зашто многу пати ми успокои и не се посрами од веригите мои. Минатиот пат говоревме за стравот, дека е спротивен на верата. Говоревме дека не можеме од една страна да бидеме верни, да се нарекуваме дека сме Христови следбеници, од друга страна да чувствуваме страв. И тоа е многу интересен момент и заслужува, не знам кој како го разбира повторно во еден ваков контекст. Од причина апостол Павле говори дека е свесен дека се помалку луѓе го посетуваат. Ако имате во предвид, ако посакате и имате некаква желба да одите да го посетите, било каква изразена желба за посета, било каков контакт да посакате да имате, треба да знаете дека смртта ви е загарантирана. Кој е тој кој што би се осмелил да посака да го бара апостол Павле? Кој е тој што ќе се осмели да отиде, да го види, реално би рекол, да го посети во римскиот затвор? Значи, тоа е буквално невозможна мисија, паѓале глави на сите страни. И апостол Павле и покрај се, минатиот пат говоревме, и е многу важна таа мисла за овој контекст, дека апостол Павле вели не е затвореник на римјаните, него римјаните не го затвориле. Он си е затвореник на Исуса Христа и за тоа што го прави за Исуса Христа. И ова се такви едни поттикнувачки зборови, ова се такви едни охрабрувачки зборови, повторно од едно такво место кон неговото возљубено чедо, кон Тимотеј. Го охрабрува постојано и покрај сите овие нешта кои што се случуваат. Можеби ние не можеме ни да ги претпоставиме, меѓутоа не се само овие двајца Фигел и Ермегон. Има, ние ќе видиме понатаку у текстот, многу луѓе се откажале во верата, би рекол под наводници, не знаеме биле ли верни или навистина. Човек не може додека не почувствува на своја кожа какви се тие гонења. Ние не сме со проценти, како да кажам, ни оддалеку не сме почувствувале такво нешто. Јас говорев дека многу малку паметам од мојот покоен дедо дека не им дозволуваа да се регистрираат, не им дозволуваа да се собираат, меѓутоа по домовите се собираа. Меѓутоа вакви гонења навистина се фрампантни и денеска човек кога ги гледа. И покрај се ќе прочитам во 1 Коринтијаните 12:26 се вели: а кога страда еден орган, тога страдаат сите органи. И кога се слави еден од органите, тога со него се радуваат сите органи. Ако го знаеме и разбираме ова, ние треба да бидеме здружени и да работиме за да се зајакнеме во поддршката еден кон друг. Тешко е, верувам, и тогаш, тешко е и денеска, што реков, кога било кој член ќе ја напушти црквата. Тешко е за луѓето
кои што се посветиле и ги посветиле своите животи за изградба на Христовата црква, кога ќе напушти некој член. Можеби во една прилика говорев многу пати, велат луѓето дека смениле црквата од X причини. Јас велам дека е многу голема лага, никој не менува црква. Обично се менува пастор. Обично се менува раководството кое што ја раководи црквата. И во вакви едни околности сакам да кажам дека, затоа го прочитав од Прво Коринтијаните во контекст на апостол Павле, не можеме да не бидеме сочувствителни. Не можеме, ако сме на вистина вистински христијани, милувам да кажам, а да немаме сочувство за ближниот човек до нас. Не можам како да ги разберам, ако збориме дека, како што вели овдека текстот од Прво Коринтијаните, дека црквата е семејство, дека црквата е како човеков орган, сите нешта многу добро ги разбираме, меѓутоа во пракса излегува нешто сосема понеко. И интересното е што и апостол Павле од овие 4 стиха толку кратко кажува за оние кои што на еден начин го предале, на еден начин го издале. Бидејќи ние ќе видиме, за жал, велам дека тоа е сам лошиот пример. И лошиот пример, како што отпочнав со малите деца за пишувањето половина час за ѓаволот. Многу доволно би рекол за оние кои што се одвратиле и не знаеме дали од верата, ама од друга страна ќе кажам, па ако навистина си верен човек, и говоревме дека и ние ќе видиме во вчерашниот текст, верата не е само кога ни е добро, па пријателството и лојалноста не е само кога ни е добро. Пријателството и верата и продлабочувањето и на едното и на другото е преку се велиме. А животот е нормално да носи и добри нешта. Многу повеќе би рекол се покажува и верата, и пријателството, и лојалноста кога ќе дојдат тешките моменти. И во овој контекст ќе завршам и јас, доволно време одвоивме за овие луѓе кои што се одвратиле, што вели апостол Павле од нив. Ние и во семејството, како што вели овде како Прво Коринтијаните за органите, никој дома кога ќе се спречка или ќе се искараме, не го напушта семејството. Него сите се бориме и продолжуваме понатака, или да излеземе од сето тоа појак, или да ги надминеме таквите предизвици, какви да и да биле тоа. И со пријателството е исто тоа. И ако земеме од каде влече сето тоа корен, ние ќе видиме дека и суштината на самата тројца внатре, ако ги врзува таа љубов, ако ги врзува таа хармонија, и Христос говореше да ме одмине оваа чаша, но има едно новели да биде волјата Твоја. Така да, за овој лош пример доволно. 16 стих вели: Господ нека му даде милост на домот на Онисифора, зашто многу пати ме успокои и не се посрами од веригите мои. Ова е, да кажам, добриот пример. Ова е она кое што може и денеска да не охрабри. Ова е што апостол Павле го пишува, и јас сакам од овие 2 стиха да потенцирам, да речам, 3 потреби, ако може така да ги наречам, кои ние денеска, како луѓе, добро е да ги имаме на ум, добро е да ги негуваме, добро е без разлика на околностите, како што вели апостол Павле, да ги практикуваме. И тоа е, потребни се луѓе, вели, кои ќе ги поддржуваат другите. Поддршката е многу важен елемент. И повторно ќе кажам, ако многумина говорат за поддршка,
како општа, дали во работните организации, дали во семејствата, коренот ја секој пат го гледам дека Словото е тоа кое што ги дефинирало многу нешта во овој свет. И во ваков еден контекст, секој еден од нас сака да има, може да кажам и пријател, ние збориме во еден црковен контекст, би рекол, но довербата е многу значајна, како што реков. Човек не е само прашање на чувство, кој е составен дел, меѓутоа таква една состојба што велам сабајле кога ќе се разбудите или многу почесто се гледа тоа кога ќе западнете во тешка состојба. Има ли нешто што ќе ви го исполни, велам, срцето? Има ли нешто што ќе ве зарадува во тешки? Сите ние сме поминали и ќе поминеме низ најразлични тешкоти во животот. Сите ние се судруваме со најразлични тешкоти во животот. Но има ли нешто што ви дава надеж? Има ли човек кој секој пат можете, што се вели, самата помисла на човекот поттикнува радост во вас, поттикнува морници. Јас говорам и го преживувам дека како беше доволно е да имате и еден, така обично се говори во светот. Во нашиот контекст и апостол Павле што говори, ние треба таква мисла да имаме кон секој еден од нас. Ако секој еден вистински се покајал за стариот живот, ако секој еден од нас вистински го предал животот на Исуса Христа и како што реков, да има континуитет, иначе растежот и промената која што ја прави Христос е неминовна. И ако многу пати велат некаде нема промена, јас велам секој пат, тогаш прашање е колку човекот е на вистина на новороден. Нема човек кој што вистински се на новородил, нема човек кој што го предал срцето на Христа, а да нема промена. Тоа е невозможно. И овдека поттикнува таква една радост кај апостол Павле. И сето ова претходно што го говорев, добро е секој пат да го имате пред очи. Тешко е да отидете, да се решите, да отидете во Рим, да го барате апостол Павле. Знаете што се случува, знаете што ве чека, значи нема никаков ризик. Тоа е па на нас за претходните проповеди што говоревме и што го советува Тимотеј и за стравот, и кој живее во нас, со што сме исполнети, дека не одат едно со друго. И овој текст вели дека зборчето е во 17-тиот, да. Вели дека му дава како не само радост, него освежување. И повторно ќе кажам, таквата една надеж, таквото едно чувство и сигурност секој еден би требало од нас да ја има. А вели кога ќе дојде во Рим, ме побара со уште поголема грижа и ме најде. Господ нека му даде да најде милост во него во оној ден, а колку ми услужи тој во Ефес, ти тоа најдобро го знаеш. Второто нешто што сакам да говорам, се смеам бидејќи апостол Павле не само што е наш апостол на протестантите, така велам, меѓутоа човекот е и мајстор, и ова рековме дека е едно од најемотивните писма на апостол Павле кој што ги напишал воопшто. Нема црква која што нема некаква потреба. Некои цркви имаат потреба од пастор, некои цркви имаат потреба од старешинство, некои цркви имаат потреба, не знам, од раководители за деца, од славители, од некакви служители, најразлични. И интересното е што, гледајќи наназад од мојот христијански стаж,
многу често се случува и сум видел дека ние сме загрижени и сакаме да помагаме. И нема ништо лошо, дури треба тоа да го правиме со многу голема грижа, со многу големо внимание, со многу голема љубов. Но интересното е овдека што многу пати сме загрижени и многу пати толку сме насочени кон помош на другите, да просто како со поглед да прелетуваме меѓу своите кои што имаме некаква, би рекол, одговорност. Како што вели овдека апостол Павле, не еднаш, многу пати и го барал, и го нашол, и го освежил, и идејата е дека сите оние потреби кои што ги имал, се погрижил за него. И ова сакам да го извадам, да го потенцирам оваа вечер, како да забораваме, како да сме заслепени, дека, пак ќе речам да не видам погрешно сватен, имаме обврски и сакаме како христијани да помагаме на луѓето. Но ние многу пати имало да помагаме на луѓето, а на своите кои се тука меѓу нас, забораваме едни на други да си помогнеме. Забораваме едни на други кој од каква потреба има. И тоа го говори апостол Павле. Овој човек покажувал постојана грижа за него. Многу често, не знам дали знаете за нашите изреки, нели, како чевларот обично чевлици нема, или како беше таму, механичарот вози најстара кола. И во едно толкување и како би се изразил. Имаше една мала книшка која што говори за нашите изреки кои се традиционални и изворни, но прави еден вид толкување од каде произлегуваат сите тие изреки од нашиот народ. Овдека е контекстот, мене ми се совпаѓа за чевларите. Ние многу често се случува како чевларите велат од каде испаднала таа изрека. Како е толкувањето, демек, чевларот, како може еден чевлар кој што има чевларски дуќан да иде со искинати чевли, а тоа му е основна работа. Самата суштина е во тоа што он вика, јас просто немам време кога да одвојам од толку многу работа за да си ги поправам своите чевли. Денес немам време, утре немам време, други ден немам време, си оди така, од таму произлегува ова. Ова го говорам во контекст на апостол Павле и за нас денеска. Ние толку сме настрчани би рекол по луѓето, за да им помагаме, и многу пати викат, мите имаше потреба, не знаеш ли дека имал такви и така. Искрено да ти кажам, не знам дека имал потреба, од толку преголема заангажираност за другите луѓе околу. Убаво е, завршуваме со тоа, убаво е да служиме, убаво е да помагаме, меѓутоа треба малку да се погледнеме и меѓу себе да видиме едни меѓу други кој од што има потреба. И ние, како апостол Павле што вели, да може да кажеме секој пат кога бев во потреба, секој пат ми се најде овој брат. Јас милувам да кажам за моите, не знам веќе колку бројни селидби, и во животот се сам се селев додека не порасна Бојан, и со луѓе, ама од кога дојде Мите за пастор, после имав еден помошник постојан. И сега сум сигурен, кога и да си селам, имам човек. Или исто да споделам во овој контекст, се барав кога да кажам, многу ме изненади, да речеме, пред може би има и месец дена, не е важно ќе погрешам, ама Викторија ќе го спомена и Пламенка. Еден ден вика, Гаго, да ти кажам нешто, ја одам, ме зимат со автобус на работа, имам колата стои паркирана таму, кога да имаш потреба, дојди слободно, земи клучевите, врши работа, врати ја. Вака јавно треба да кажам, не ми се случило, нели? И таквите работи
треба да ги споделуваме, ваквите работи треба да се охрабруваме. Како и да звучат. 18 стих вели: Господ нека му даде да најде милост во него во оној ден, а колку ме услуши тој во Ефес, ти тоа најдобро го знаеш. Ќе прочитам уште еден стих од 1 Коринтијаните 6:19, вели: И ние знаеме дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога, и дека не прибаѓате само на себе си, и дека сте скапо платени. И повторно ќе ја вратам на минатата проповед за замислата Божја. Говорев дека ние многу тешко можеме некој нешто да ги разбереме во овој времен свет, бидејќи сме ограничени и се ни е подредено на некакво време. Колку да се обидуваме да излеземе од ова подредено време, не можеме. Не можеме да разбереме таа безвременост. Како што вели уште тогаш, Бог го имал планот за сето ова што се случува. И тоа од една страна, колку повеќе го разбираме, толку повеќе е, повторно ќе кажам, воодушевувачко да имате еден таков призор дека некој уште пред било што да се направи, ве имал мене, вас, нели? Повторно ќе кажам, како вид, како спасение, за да дојдам, нели, поради милоста. И овде кај апостол Павле говори за таа милост и сме збореле многу пати дека милоста е суштинска работа за секој еден од нас, повторно ќе кажам, во контекст на вистински верни христијани. И ова го говорам што имам впечаток дека многу луѓе или многу браќа и сестри како да не ја разбираат милоста или како да не се спасени преку милост и благодат. Зошто па сето ова го говорам бидејќи многу држат до законот, многу држат до исправност и така се однесуваат. Јас велам сечи, печи. Па зошто сето ова го говорам, не знам дали сте имале прилика да кажеме, да видите двајца христијани да прават една иста работа, да кажам негативна работа. Направиле греф. И на некој си поминува така, а некој поминува, како што говоревме за Рут, тешките избори водат до тешки последици. Но факт има дека некои луѓе, дури има и библиски и од Библијата, како да им поминува така нешто. И јас ова па ви го говорам во контекст на милоста и многу често говорам, не може да очекуваш милост кога се гледаш преку закон. Ако твојот аршин е се според законот, немој тогаш да се лутиш, зошто би било поразлично. Зошто бараш за сите да се спроведува законот, а кога си ти во прашање да бараш милост. Не гледам таква концепција дури и кај Бог. Ние како растеме во спознавањето на Бога, како да ја губиме таа милост, како да ја губиме таа еластичност. Напротив, треба да стануваме помеки, треба да стануваме помилостиви. Ништо не почнува од нас, како да забораваме, нели, Господ каде ме нашол, каде сум стигнал сега, и почнуваме друга страница, и почнуваме сечи печи. Идејата ми е дека милоста е многу важен елемент од секојдневниот живот на нас кои што се нарекуваме дека сме христијани. Многу христијани, првото нешто кое што настапуваат
би рекол со законот. Дури и Христос рече, нели, дека милост барам. Сите ние овдека сме благодарение на милоста Божја и благодатта. Суштината на секоја една оваа прва глава така е отпочнав со целта на Божиот повик. Нема човек кој што е спасен, кој што, ако се сеќавате, рековме дека нема своја позиција таму каде што се наоѓа. Ние сите заеднички, како тело, како имаме единствена цел, но христијанската служба од сето она што ни го оставил Христос како пример и преку Словото, лојалноста е суштинска работа. Ние треба сите да бидеме до последно лојални на нашиот Создател. Треба да бидеме лојални на нашиот татко, на нашиот цар. И многумина велат, нели, како може тоа да го видиме едни меѓу други. Јас на многу луѓе овдека сум говорел јавно и пак ќе кажам, сум бескрајно благодарен за тоа што направиле во мојот живот, христијански живот имам предвид, и на сите вас сум велел, единствено можам да ви се одолжам да бидам верен до крај, да бидам лојален на сите вас до крај, на Христос до крај, и позицијата која што ја имаме овдека да си ја истераме до крај. Така да сите ние треба да бидеме лојални и да служиме на нашиот цар, ама најдобро тоа може да го покажуваме преку, како што вели овде апостол Павле, нема да го споменам Фигел, него Онисифор. Во секој еден момент да си помагаме едни на други, без разлика на околностите, како што реков, секој знае во добро да бидеме добро, не кога е тешко, не кога имаме различни мислења, нема ништо страшно. Тогаш треба и на долги стази да обстоиме заедно во сето ова. Ако некој вели дека е невозможна мисија, ние имаме аргументи. Исус Христос го издаде сето тоа за ние што денеска збориме многу повеќе од тоа што ние треба да направиме. Така да имаме урнек од кого да гледаме како треба да се направи. Не е приказна само напишана на хартија, него реално изживеана, и тоа поголемиот дел и целокупната лојалност негова кон Отецот. За кого? Повторно за мене. Кој е Гаго, кој е Теки, кој е ова. Добро е да го имаме сето ова во предвид, и затоа велам, од една страна може би доведува чувство на жал, но од друга страна имаме голема надеж, имаме голема подкрепа, како што вели, имаме големо освежување, апостол Павле. Секој пат во едни такви услови имал освежување. Со ова завршувам и посакувам и вие и сите ние заедно, нели, да останеме лојални пред се на нашиот цар и во една заедничка служба со заедничка цел да го прославиме.